Јас го причекав и првиот гостин во Здраво Македонија. Велам добро утро за Трајче Китановски, актер, водител, шоумен, интернационален соколар, дресар на папагали. Добро утро. Прекрасно најава, вака не ме најава никој. Да, бидејќи имаш повеќе титули, да, бидејќи се знаеме и од порано, сме правеле повеќе интервју, но не сме правеле интервју за представа која што својата премиера ќе ја одржи на 31 јануари во Прилеп, во Домот на култура Марко Цепенков, 19 часот, токму тој и поводот. Брзо вика и полиција е насловена представата, во овие неколку минути Трајче да слушнаме за представата. Добро утро, Бисера, и ти благодарам на поканата. Во канапет најнапред сакам да кажам дека се чувствувам секогаш како дома. И треба да се чувствуваш како Не дома. ми е прв пат тука, така е. Представата, значи го спомнавме Марко Цепенков во Прилеп, Нуцк Марко Цепенков, представата комедија, една маестрална комедија. Во Прилеп, поготово прилепчани, ќе имаат чест да видат две представи по цена од една карта. Брзо вика полиција, каде што го имам и јас, главен лик. Заедно со Нино Нанков, мојот партнер, секојаш ова, кога ќе го кажам партнер, малку неприродно ми доаѓа, ама партнер ми е на сцената, така е. Да. Стендап комедија, двајца сме, нешто досега навистина невидено, можам да кажам. Се работи за еден малски полицаец. Оние што ми ги гледале скечевите знаат дека Миле Джандарот ми е ликот, каде што ќе се сретне со неколку ситуации, моторџија, не знам, краварка, не знам, лопов, терорист, и се обидува да се справи на свој начин. Дали ќе успе, ќе видиме. Така, од каде целата оваа инспирација за представата? Кажавме дека си и актер, и новинар, и водител, и подкаст имаш, и соколар, и дресар на папагали. Од каде дојде сега идеја за представа? Од секојдневието, од општеството, од секојдневните ситуации? Дефинитивно, нашата продукцијска куќа каде што сум член и јас нормално, ексклузивец, Стендап Македонија, имаше идеја да направи еден лик ваков каков што сум сега јас, Миле Джандарот. Ми го тоа соопштија, ми најавија, прочитав сценарио, ми се допадна, стварно беше феноменално, всушност го имам јас тоа од внатре, го имав ликот, они тоа го приметија. И ликот дојде така некако спонтано. Ликот е, како што спомнав, еден полицаец од време на Југославија. Ама еве, како за некој чудо и ден денеска е полицаец. Така. И така некако се бори да се справи заради тоа што не е навикнат на ова модерно време. Он е навикнат на пендракот, на некои такви работи, но се обидува, како што кажат, да се справи. Идејата е на Оливер Ромевски, нашиот продуцент. Он ја напиша представата и на Жарко и нашата. Така. Значи многу ќе се смеат. Прво прилепчани, бидејќи кажавме во Прилеп ќе биде премиерата.